Фела, јас се обидам да бидам предпазлив во толкувањето на она што е случај. Значи, ние се уште немаме договор за заем, се работи за начелен договор, или би рекол јас дури можеби за некаква форма на најава, каде што кажува дека поединечно, кога ќе се случуваат договарањата, ќе се утврдуваат правилата, стапките, износите, роковите и така натаму и така натаму. Така да ова што е објавено во службен весник, односно што е на собрание, што беше поделено до пратениците, се уште не е некаква форма на договор, туку е политичка добра волја, каде што се кажува дека ние имаме некаква рамка од 5 милиарди фунти и дека за 10 години без можност да ја надминеме ќе треба да, односно низ проектно финансирање, да ги користиме и да ги повлекуваме овие пари. Се разбира дека секогаш вистината е на средината. Ова е можност, но носи и ризик. Затоа е важно добро да се управуваат овие пари и да се внимава да не се фрлат во ветер. Тоа е најлошата работа што може да се случи со вака голема сума на пари, а имајќи го во предвид нашето минато, зашто многу често ние сме знаеле да потрошиме пари на нешто што нема да го дозавршиме или нема да носи таков принос како што се очекувало. За сега не гледам некаква негативност во таков контекст, бидејќи се таргетирани проектите, со анекс А на овој договор е кажано зашто тие ќе се користат во таа прва фаза на некој начин. Затоа што понатаму двете страни можат да договорат и други интересни проекти што ќе бидат корисни, меѓу другото, пред се за нашата економија, но се разбира и за британските инвеститори, односно вложувачи во случај, зборувам за државата и за нивните компании. Откако